Почитувани, добро вечер. Ви благодарам на присуството на предавањето. Вечерва по повод 90 години од раѓањето на Тарковски, доктор Нијами ќе ни одржи едно предавање. Повелете. Благодарам, добро вечер и од мене. За Тарковски, кој на 4 април ќе наполнеше 90 години, има многу работи кои што треба да се кажат. Јас накусо денес ќе ги поминам неговите 7 најпознати филмови. Кратко ќе зборувам за неговата естетика, но најпрво би сакал збор 2 да кажам за тоа нешто за неговата биографија. Роден 1932 година во Завраје во Ивановската област. Неговиот татко е познатиот руски поет Арсений Тарковски. Неговата мајка е многу добра и многу позната актерка, која меѓу другото ќе снима филм и заедно под режија на незиниот син. Инаку тие по известно време се преселиле во Москва. Потоа за време на војната се евакуирале во Јурјевец. За потоа повторно по војната да се вратат во Москва. Тука Андрей Тарковски го продолжил своето образование. На почетокот тој се почнал да студира арабистика на Московскиот универзитет за ориенталистика. Меѓутоа по известно време го напуштил факултетот бидејќи не му се допаѓало. Како што самиот тој ќе каже, влегол во многу лошо друштво, но тука помогнала неговата мајка, која што почнала зачленила во така наречена геолошка партија, па тој заминал на експедиција 1 година, навистина интересно, и најверојатно сите оние филмови кои што ги има на него влијале овие геолошки истражувања. Потоа тој се запишува на ВГИК. Страшно добра, значи високообразовна институција. Тој бил во класата на Михаил Ром, исто така многу добар режисер. Таму на факултетот тој се запознал и со својата една жена Ирма Рауш, со еден куп познати режисери студирал. Меѓутоа неговиот пристап, она што тој го има направено за руската, но и за светската кинематографија е тоа што го прави навистина уникатен. Со него се поврзани многу голем број интересни факти. Меѓутоа јас сметам дека денес треба да одадеме почит и да прегледаме, да видиме пошто е познат Андрей Тарковски, кои се неговите достигнувања и за оние што за прв пат се среќаваат со ова име, ги представам неговите 7 најголеми долгометражни филмови и накратко би можел и да ви ја раскажам нивната содржина. Првиот филм што ќе го снима Андрей Тарковски е Ивановото детство. Почнувајќи од Ивановото детство, кој што е од 1962 година, сите филмови на Тарковски представуваат едно големо дело за спознавање на светот.
Овој негов прв филм е всушност приказна за едно момче кое во услови на војна морало бргу да порасне. Почетната сцена со мајката на главниот лик е направена со еден голем временски скок. Целиот филм е создаден како една субјективна оценка на реалноста на малиот Иван, кој е обседен со желбата за одмазда. Единствено сонот му го враќа детството на ова младо момче. Како што вели Тарковски, светот во кој постојат пропишани вистини кои што важат за сите, станува целосно невозможен за само една личност сама по себе. Инаку овој филм е снимен според расказот на Владимир Богомолов Иван. Расказот е всушност напишан од името на еден млад војник, лейтнант, и содржи неколку случајни средби со Иван, кој е 12 годишен разузнавач. Сите блиски роднини на момчето се загинати. Во однос на главниот лик, расказот е напишан како набљудување, прераскажување, додека филмот на Тарковски оди од обратна страна. Во него младиот лейтнант не го гледа момчето, ами Иван го гледа него и ја гледа и војната. Иако прв филм награден е со Златен лав на филмскиот фестивал во Венеција во 1962 година, Златни порти ја добива наградата Златни порти на фестивалот во Сан Франциско за најдобра режија. Потоа главна награда на фестивалот во Акапулко, како и уште 20 на други награди од СССР и во светот. Сега би сакал накратко да го погледнеме трейлерот за овој прв филм на Тарковски. А где его отец и мать? Мать с сестренкой вроде убили. Отец пограничник. Погиб, что ли? А что вы с Катасоновичем все высматриваете? Поезд, что ли, готовите? На пикник собираемся. С твоим патефончиком. Опять Иван пойдет. Иван, что я тебя справлюсь на бюро, что ли? А пока война, ты знаешь, кто отдыхает? Тот, от кого пользы мало. Ето тоа беше трилерот за Ивановото детство и уште на почетокот можеме да го видиме сензибилитетот на Тарковски уште од неговиот прв филм манирот во кој што ќе ги направи останатите своји филмови. Следниот филм на Тарковски, Андреј Рублјов, еден од филмовите според кои што многу е познат, по успехот на Ивановото детство се зафаќа со мощна интересна идеја заедно со Андреј Михалков Кончаловски, со кого студирал. Ја завршува првата варијанта на сценариото Страстите по Андреј, кој подоцна ќе излезе под наслов Андреј Рублјов.
Михалков Кончаловски за оваа нивна работа ќе каже, ќе цитирам, сценариото го пишувавме долго, бавно, повеќе од половина година мина на проучување на материјалите. Читавме книги по историја, книги за битот, за занеитите во древна Русија. Се обидовме да сватиме каков бил животот тогаш. Се моравме да откриваме од нула. И да, навистина можни интересни сцени во филмот од Стара Русија. Јас убаво се сеќавам дека и оваа година и претходно, кога на предавањата сум зборувал за Иван Купала, значи за летниот празник, секогаш ја посочувам сцената од Андреј Рублјов, каде што се прославува овој стар словенски празник. Всушност, филмот Андреј Рублјов представува една, да кажем, филозофска филмска драма. Действието на филмот е посветено секако на животот на големиот иконописец Андреј Рублјов и опфаќа една четвртина, значи 25 години од неговиот живот. Во 2002 година Мосфилм ја реставрираше режисерската верзија на филмот и ја вклучи, во неја ги вклучи и сите претходно исечени сцени кои што ги имаше во монтажата, како исто така и дублови кои што беа исечени. И во моментов, значи по реставрацијата на филмот, целиот филм трае 206 минути. Филмот, значи оваа година беше објавен, реставриран и објавен во HD формат и може да се најде на YouTube на официјалната страница на Мосфилм. Да погледнеме и трейлер за Андреј Рублјов.
Овој филм по неговото прикажување во Советскиот сојуз и во светот, значи светот го причекал со расширени раце, но критиката во Советскиот сојуз не била многу воодушевена. Таа го обвинувала дека Тарковски дека ја искривил вистината, дека прикажува елементи кои што се апсолутно неприфатливи, а исто така бил обвинат и за суровост кон животните, бидејќи за време на снимањето на Андреј Рублјов биле повредени и угинале повеќе коњи. Следниот филм на Тарковски, очекувано неочекувано, е Соларис, кој е снимен според истоимениот роман на полскиот писател Станислав Лем. Во филмот централната идеја е насочена кон тоа дека рационалното постигнување на стварноста за една индивидуа е невозможно, што беше, како што видовме, и своевиден лајт мотив на Ивановото детство. Овој филм од два дела ги разгледува проблемите на човештвото низ призма на контактите со еден неземски разум. Действото се случува во неопределена иднина, значи човештвото веќе ги има реализирано меѓупланетарните летови, но животот на Земјата останува во контурите на 20 век. Соларистиката, како што се нарекува, тоа е наука што изучува таа далечна планета Соларис, се наоѓа во еден ќорсокак. На Земјата започнуваат дискусии за тоа дали треба да се продолжи со трошење ресурси за истражување на планетата или програмата треба да биде прекината. Делот на учениците сметаат дека океанот кој што ја покрива целата територија на планетата можеби и поседува разум. Исто така загрижува и состојбата на научниците кои што работат на орбитата на Соларис, па затоа психологот Крис Келвин одлетува на Соларис за да донесе одлука на лице место. Таму тој гледа дека екипажот постојано има некакви посети кои се материализираат со мачни и тешки спомени. Еден од членовите на екипажот дури и се самоубива пред тој да стаса. Но додека Калвин спие, исто така, кај него почнуваат да доаѓаат гости, океанот почнува да се материализира во облик на неговата сопруга Хари, која 10 години претходно по една семена расправија се самоубива. На почетокот Калвин, како и другите соларисти, се обидува да се ослободи од тој двојник, но не успева. Со текот на времето, тој кон својот гостин се однесува како кон живо суштество. И копијата на Хари постепено ја осознава својата суштина и наместо програмираните действија, во неа се развиваат човечки способности за самостојно донесување одлуки. Кога таа ќе свати дека на тој начин таа му создава страшни страдања на Калвин, се обидува да се самоубие, но не успева во тоа и ги замолува преостанатите двајца членови на екипажот да ја уништат по пат на анихилација. Потоа тие двајца, значи, успеваат да уништат, потоа тие двајца прават свој експеримент и со помош на модуларни рентгенски зраци му испраќаат на океанот разумски знаци, разумските знаци на Келвин. Овој обид ќе вроди со плод и посетите ќе престанат, а на површината на океанот ќе почнат да се појавуваат острови. Крис Келвин се враќа на Земјата кај својот татко и обајцата, оно што е секогаш многу интересно кај Тарковски, таа символика,
двајцата ќе застанат на прагот од куќата во позата на ликовите од сликата на Рембрандт Враќањето на блудниот син. За на крај, всушност, да се види дека тие не се наоѓаат на земјата, туку се наоѓаат на еден од островите во океанот на Соларис. Според сваќањата на Тарковски, Калвин преживува само поради тоа што тој ја става љубовта пред сите научни вистини што постојат воопшто на светот. Овој филм бил новаторски во тој момент, значи навистина има мощни интересни сцени, голем број награди има добиено. 72-та година ја добива и специјалната Гран При на Канскиот фестивал, и на кој интересно е да се спомене дека откако го одгледал филмот, Станислав Лем бил незадоволен од тоа како Тарковски го представил неговиот роман и сметал дека апсолутно уништил неговото дело. А тука, гледајќи го океанот, можете да го видите на сликата, до толку било целото тоа инвентивно, нели, бидејќи тогаш не постоела технологија како што постои денес. Снимките на океанот се правени во еден обичен леген кој што, нели, по пат на итрости се добива ваквото нешто. Еве и накратко трилерот за Соларис. Здравствуй. Здравствуй. У меня вполне конкретная цель. Или прекратить исследование, снять станцию с орбиты, узаконив тупик и кризис соляристики. Ну или принять крайние меры. Возможно, даже воздействовать на океан жестким излучением. Только не это. А почему? Вы же сами предлагали. Любой ценой продолжать исследование. Вы что же, хотите уничтожить то, что мы сейчас не в состоянии понять? Простите, но я не сторонник познания любой ценой. Познание только тогда истинно, когда оно опирается на нравственность. Нравственной или безнравственной науку делает человек. Вспомните Хиросиму. Станция Солярис. Станция Солярис, сделайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизацию. Здесь Келли. Прием. Ете, тоа беше трилерот за Соларис, инаку лично мене многу ме врзува овој филм и преку Наталија Бондарчук, која што во 2013 година беше во посета на Скопје и имав можност со неа да се запознам и да разговарам и дознав многу интересни работи за филмот, но за тоа во некоја друга привода. Следниот филм на Тарковски е Огледало од 1975 година, кој всушност представува една полуавтобиографска приказна во која тој ја става под сумеш објективноста на времето. Филмот започнува со пролог во кој малиот Игнат го вклучува телевизорот и гледа емисија во која лекарите му помагаат на едно момче кое што пелтечи да може јасно и гласно да каже ја могу говорить, јас можам да зборувам. Потоа филмот се префрла во минатото, некаде во 1935 година. Марија, мајката на Алексеј, живее во село и е загрижена поради разводот со својот сопруг. Додека седи покрај оградата на куќата,
покрај неа поминува еден млад човек лекар, со кој таа започнува разговор за животот, за природата. Пошто тој заминува вечерта, Алексеј и неговата мајка стануваат сведоци на пожар во нивниот имот. Потоа действието се префрла во 70-тите години од 20-тиот век, кога веќе го имаме возрастниот Алексеј, со исто така затегнати односи со својата мајка, но и загрижен поради влошените односи со својата поранешна сопруга Наталија и со својот син Игнат. Алексеј сака повторно да воспостави односи со своето семејство, но не успева, пошто останува закован во постела. Филмот завршува со сцена во која гледаме остарената Марија како шета со некои локални деца кои што личат на малиот Алексеј и на неговата сестра. Во филмот, со оглед на тоа што е представен како автобиографски, Тарковски го ангажира поголем дел од своето семејство, а се слушаат и стиховите на неговиот татко, односно на поетот Алексеј Тарковски. Следниот филм, Сталкер, значи повторно се враќа Тарковски на научната фантастика, станува збор, действително филмот се одвива во измислено време и на измислено место. Ликовите немаат имиња, имаат само прекари, а главниот херој кој неодамна излегол од затвор се вика Сталкер, тој живее со својата сопруга и нивната болна ќерка. Сталкер заработува така што прави нелегални екскурзии во зоната, место каде што 20 години претходно пред действието на филмот паднал метеорит. Поради тоа во околината на ова место започнаа да се појавуваат аномални појави, почнале да истежнуваат луѓе, започнале да се слушаат гласови за некаква ситинствена соба во која може да се исполнат најпосекуваните желби. На почетокот зоната била оградена со бодликава жица, а потоа биле поставени војнички кордони. Во една пригода Сталкер го најмуваат двајца, тоа се професорот и писателот, со цел да ги однесе во собата. Тие некако успеваат да пробијат војниот кордон. Преку многу различни перипетии ќе стигнат во токму во таа соба. Меѓутоа тогаш Сталкер дознава дека всушност професорот не е дојден тука за да му се исполни никаква желба, тука е дојден за да ја разнесе бомбата која што е создал заедно со своите колеги, велики дека така ќе го спаси светот, но од друга страна Сталкер го премислува и му вели дека на тој начин ќе се изгуби надежта кај луѓето. Така што тие потоа се враќаат назад. Сталкер, значи, е среќен поради тоа што го направил. Тој вели на својата жена дека кај луѓето повеќе не останала верба која е потребна како за одење во зоната, така и во животот. На крајот сопругата на Сталкер вели дека нејзиниот сопруг е блажен, а гледачите добиваат впечаток дека зоната е измислица на Сталкер и последните кадри можеме да ги видиме. Последниот кадар ја гледаме ќерката на Сталкер која што всушност има парапсихолошки способности. За својот следен филм Носталгија Тарковски ќе каже следново. Сакав да ја раскажам за руската носталгија, за таа посебна специфична состојба на душата, која кај нас русите се појавува кога сме далеку од својата татковина. Во Носталгија Тарковски повторно ја отворила субјективната реалност, која воопшто нема е потребна на човека. Тарковски го става на трон сознанието кој ни помага да се адаптираме во светот. Според него носталгијата е производ на спознавање на објективниот свет и постепено излегување од субјективното восприемање на светот. Многу интересна е целиот овој филм, со оглед на тоа што немаме многу време, не би продолжил, бидејќи сакам да зборувам и за последниот негов филм. Инаку,
по носталгија, всушност настанал скандал на Канскиот фестивал, кога се сметало дека Тарковски ќе добие многу повеќе награди. Во жирито бил Сергеј Бондарчук и тој рекол, значи протестирал Тарковски во врска со тоа, сметајќи дека токму Бондарчук не гласал за него, и тој потоа ќе остане Тарковски по овој скандал останува во Италија. Жртва е последниот филм на Тарковски, односно Жртвување, снимен во 1986 година во Шведска. Идејата за филмот ја има земено од филмското сценарио на браќата Стругацки Вештерка. Фактички текстот бил напишан во 1981 година од страна на Аркадиј Стругацки по барање на Тарковски. Овој филм всушност представува еден вид на венец на теоријата на Тарковски. Во него објективната реалност на секој човек може да биде изменета доколку тој го жртвува она што му е најмило. Во филмот како жртва е принесена куќата, односно домот, кој на крајот гори. За Тарковски домот имал еден вид сакрален карактер и како и тој да се однесувал по тој скандал на Канскиот фестивал, сепак неговиот дом, Советскиот сојуз, Русија остануваат во него. По таков потрес објективниот свет се менува и им помага на голем број субјекти да се зближат, да најдат заеднички нешта. Според Тарковски тоа е и смислата на животот. Потврда за тоа е и последната сцена на Жртва, каде момчето кое што предходно го засадува дрвото, го полева тоа свое дрво и покрај изгорениот дом, покрај се што уништено, значи нешто што продолжува, и тоа повторува она почетна сцена за која што зборувавме во Ивановото детство. Овој опус од 7 филмови на Тарковски, кои што се најпознато име снимено и кратки филмови секако, е еден сегмент, еден дел од светската кинематографија кој што навистина има големо влијание и врз современата кинематографија, и врз размислувањето и воопшто врз нашата современост. Мораме да кажеме дека Тарковски не бил човек едноставен, секако тој имал и своји своји мани. Меѓутоа никогаш и кога ќе се најдел и ќе бил разочарен и така натаму, не посегнувал по алкохол и така натаму, туку неговиот карактерно се обидувал да ги надмине тие проблеми и сите негови двојби, сите негови да кажеме филозофски размислувања ги преточува во своите филмски дела. Бидејќи сме на крај, јас се надевам дека накратко нешто можевте да дознаете за Тарковски и ве поканувам на YouTube, ги има сите неговите филмови да ги погледнат. Од мене за вечерва толку ви благодарам.